Над 300 засадени рози на празникот Младенци доби пробиштип од околу 40 на млади брачни парови кои во текот на 2013 до 1 март годинава стапија во брак. Со ова, Пробиштип е првиот град што ќе го има паркот на младенците, паркот на вечната љубов, кој со убавите разновидни бои и долготрајното цутење на розите ќе го разубавува новоизградениот градски пазар. Искрено се изненадив од големото присуство на младите, бидејќи ова се одржува за прв пат. Беше скоро сите што беа младенци во изминатата година, околу 40 беа поканети. Сите оние што беа во можност дојдоа, значи најголем дел од нив беа присутни на денешнава манифестација. Исто така имаше огромна поддршка и од институциите и од сите граѓани на нашата општина. Изјави градоначалникот Тони Тоневски. Настанот беше во рамките на националната акција Македонија, земја на цвеќето, земја на розите, која се спроведува во 50 на градови во земјава и во рамките на истата ќе бидат засадени околу 100.000 рози. Во акцијата, покрај младите брачни парови, се вклучи и Сдруженијето на пензионери, невладиниот и дел од бизнис секторот од општината, како и останатите граѓани на Пробиштип, кои тие засадија рози, веднаш до паркот на младенците, во склоп на новоизградениот градски пазар. Освен за визуелниот ефект кој ќе се постигне, изборот на розата се темели и врз основа на студијата која го потврдува незиното значење во заштита на животната средина. Што повеќе цвеќе, толку повеќе чист воздух, чиста почва и чисти подземни води, вели државниот секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање Сонја Лепиткова, национален координатор на акцијата Македонија земја на розите. Манифестацијата, односно акцијата Македонија земја на цвеќето има двојна улога да ја прочисти почвата и другите медиуми на животната средина од тешките метали, тоа е еколошката димензија, а другата димензија да граѓаните на Македонија почнат се повеќе да се грижат за животната средина, меѓутоа и да го негуваат култот кон убавото и кон визуелно корисното. Од тие причини ние одиме со слоганот Македонија земја на цвеќето, земја на розите, и да ја обоиме Македонија во бојата на розата. За наредната година очекувам уште поголема масовност, бидејќи розата уште оваа лето ќе ги видиме ефектите, таа ќе цути и самите младенци ќе можат со годините што следат 20-30, ако правилно се негува, да трае, да можат и на своите деца и на своите внучиња да покажат дека ова е нивни парк и да се вечни, да нивната љубов ја негуваат, а паркот на младенците секоја година се повеќе да се разубавува. За време на настанот, уметникот Живко Поповски Цветин изработи повеќе дела кои ги подари на младите брачни парови од градот во чест на празникот Младенци. Со сликарство, тој интензивно се занимава од 1970 година и е познат и почитуван по неговите хумани акции Цвеќето на мирот. Уметникот Живко Поповски Цветин, за спомен од неговото присуство во Пробиштип, на градоначалникот Тоневски му врачи уметничка слика. Таму каде што е љубовта, таму е и поезијата. Актерот Страшко Милошевски настанот го збогати со љубовна поезија. Празникот Младенци, младите го празнуваат како свој ден, ден на младоста, љубовта и убавината. Празникот на Свети 40 маченици, познат кај народот и како маченици, но и мучејници, а најчесто како младенци. Голем број на младенци засадија по една роза. Ние засадивме со мојата сопруга веќе повеќе, така да веќе ги лоциравме каде се и што се, така да ќе ни значи да ги посетуваме и во иднина. Според информацијата до која дојдовме, освен пролетниот, планирано е акцијата да има и есенски дел.